И еве сме во четвртото издание на Црно-бело во колор. Доаѓајќи во ова инспиративно студио, налетав на група студенти кои седеа на клупа во паркот и некако веднаш ми беше впечатливо тоа што четворица беа и сите беа со телефоните во раката, сите молчеа и сите ги триеа мобилните телефони. Значи немаше никаква комуникација во меѓу нив. И тоа некако пак ме врати на она обично сега некако интересна она генерацијската поделба, нели сега сме во она алфа генерација, они родените после 2013-та, а она првата е од 1928 до 45-та и некако лично почувствував дека треба да има промена во таа генерација, дека денешниве генерации се оние молчливите генерации. Овде правам, ги тргаме на страна исклучоците. Што ме наведе да мислам на тоа? Кога ќе ги погледнам воопшто студентите, некако природно ми се прашувам што е нивниот идеал? Имат ли сега тие идеал? Имат ли беч? Имат ли препознатлива песна, книга, стремеж? Што ги мотивира? Што ги иритира? Се борат ли против нешто? Сакат ли да сменат нешто? Дали она што ќе го каже Ким Кардашијан и е врвот од она што ќе го прочитаат на порталите? Што сакаат овие студенти? Сакаат ли да бидат само еден историски отпад или остаток, или да ја преземат во себе раците да направат навистина нешто историско? Бидејќи 20-тиот век имавме една плејада на млади луѓе, студенти, кои оставија таква трага, не само ајде политичари да ги кажем, туку музичари, уметници, од кои денеска ние црпиме инспирација. И токму еве денеска ќе поразговараме малку за таа, би ја нарекол, ајде, студентска иницијатива, или стремеш, или поттик. Каде го имали и зошто го нема? Но нема еве да разговараме само од позиција на уметник, на писател, туку бидејќи сите тројца сме и на некој начин педагози, сите предаваме на факултет, секој од наш агол да го протолкува тоа, да го дефинираме како да ги обликуваме, како да им дадеме на овие студенти ветер во грбот, во едрата, или да не бидат само како еден нацртан брод на слика кој никогаш нема да исплови. Да. Направиме со овие млади. Наистина, кога ќе погледнеш поназад, студентите секогаш се биле коректор на едно општество, биле бунтовници и се оние група на луѓе кои што го коригираат општеството. Со отварањето, кога го зборуваме конкретно на Штип, со отварањето на универзитетот, Штип доби една таква група, но со некои истражувања резултатите беа за мене разочарувачки, затоа што во една анкета на УГД, кога направија колку се вклучени студентите во културното живење на Штип, навистина резултатите беа поразителни. Имаше одговори на студенти кои што никош не влегле во театар, никош не влегле во музеј, што за мене се беше навистина поразително и почнав да истражувам каде е проблемот, зошто нашите студенти не се толку застапени, се испорив тоа кога јас бев студент, кога трчев да гледам представа, кога трчев да гледам кино, концерт. Што се случува со нашите студенти? Дали можеби доаѓаат во универзитетот на неразвиени театарски, неразвиени културни средини и можеби не се имале навика, но тоа не значи дека ние не треба да и направиме да културата и биде навика, а не случаен избор. Така да има некои поразителни факти затоа што студентите на сите културни настојни по закон треба да имаат попус на студентска карта. Замислете бројот на продадени влезници во нашиот театар по тој основ е 0. Ова е еден податок кој што за мене, јас сум по природа оптимистички расположен во животот, но ова за мене беше поразително, затоа што ни една карта не успеавме, не е продадена, а си стои на врат дека секој студент има право на 50% попуст од студентска влезница по закон. Ни еден студент од Штип го нема искористено тој метод. Ке те прекинаме, извини, нели збориме за класична театарска представа во театар.
што доколку, например, еве некоја представа онлайн има стриминг? Мислиш ли дека ќе има гледаност? Ако е онлайн. Да, види, по принцип театарот театарот не дозволува медиум како телевизија или интернет затоа што тоа е жива уметност. Па никога беше короната го пробавме тоа и потоа нели кога се случуваше короната ние ставме представи да бидат и гледаноста беше исто незабележителна. Ама исто право, театарот не може да го доживееш на медиум на телевизија, само во живо во сала можеш да го доживееш. Така да не знам, мислам дека треба да се вратат тој студентскиот театар, тоа што на времето го правеше Универзитетот Гоце Делчев, кај што организираше театарски фестивали, потоа кино овде во УГД. Не знам, треба се работи за повторно да студентите ги вратиме во нашите културни институции да бидат дел. Имавме ние обиди од нашиот театар исто да некои факултети, како што со технолошко-технички факултет, студентите да ги вклучиме во изработка на костимите во театарски представи. Од Музичка академија се обидовме. Имаме многу нешто заедничко со Универзитетот Гоце Делчев и сметам дека треба да работиме сите заедно, да студентите повторно ги наполнат нашите сали и бидат дел од нашето културно живење. Сега не знам каде е проблемот, веројатно не работиме ние како културни институции заедно со Универзитетот на тоа, веројатно приватниот сектор и популистичката култура е повеќе застапена во Штип и студентите, не знам, го пратат тоа, не знам. Ја мислам дека повеќе овде има влијание и ја го нарекувам тој виртуелниот балон во кој тие живеат, денешните студенти, затоа што некни баш разговарав со еден колега кој предава на факултет во информатика во Скопје, вели дека нивното внимание буквално како оние рилсите кои ги има на Facebook. Ако јас не почнам интензивно, бргу, кратко, веднаш нагло паѓа интересот. Мислам дека ги навикнавме веќе се она што е околу нив да биде бргу, кратко, интензивно. Еве некни кога беше ова изложбата, паднавме на муабет со учениците од гимназија, велам, добро, каква музика сакаш? Сакате ли музика која трае како Педи Мекалон, која има 20 минути песни или нешто бргу? Не, сакаме веднаш музиче и рефрен. Веднаш да разберам зашто е. Значи веќе мислам дека може би тука има некаков фактор се да биде спакувано бргу. Замислете сега некој студент да ја чита Војна и мир или... Но еве, за разлика да речеме еве и да е така, но за разлика еве во Белград, студентите уште живеат. Студентите ги посетуваат масовно, студентите организираат масовна култура, разговараат за книги, за изложби, театрите се полни. Нема, еве јас во Скопје исто, ова повластување дека за студентски билет за културен настан го користат, нема ред, максимум. Не знам, значи кога ќе спориш еве да е така и тие живеат во исто време и тие се студенти. Не знам каде е проблемот, кај нас што буквално не можам да откриам зашто нашите студенти воопшто не се појавуваат, се пасивни. Тоа не ми е јасно одека таа пасивност. Тоа е социјален статус. На времето тоа беше престиж да имаш социјален статус кој што зборува за тебе дека си студент. И студентите беа пред се на обсервација од сите структури политички и државниот апарат пред се, затоа што во нив се гледаше таа, како се вика, таа иднина. Извини, ќе те прекинам, студентските градови кои се прават во Белград, во Скопје, нели гледат да бидат овде за да ги контролираат? Во Бугарија опште житие, студенти, цел студентски град, тоа се 30.000 и таму тие се имат, тие се имаат и кино, и театар, спортски сали, дури имаше места каде што се среќаваат тие студентите едни со други, па тие што доаѓаат од провинција, гледаат да најдат некој да се омажат или оженат со тие што се во големиот град и така натаму. Така да тие си имаат свое општежитие, свое место на живење, кое што само по себе беше уредено на основ нивните потреби. Навистина беше тоа добар статус да имаш, да си студент на времето, бидејќи само по себе се одликуваше и беше многу близок до академски граѓанин. Наспроти тоа и на некој начин и даваше надеж на сите оние институции да очекуваат од тебе некои подвизи или ситуација која што нели ќе ги доведе до позиција да даде свој прилог во прогресот.
Оти само по себе ние прогресиравме. Секој општеството во тоа време имаше пред се, требаше да има свој план, свој програма која што само по себе зборува дека одредена ситуација треба да има како се вика растеж. И растежот не се базираше веќе врз проверени кадри, него и на оние кои што сега треба да дојдат и на основ стекнатите искуства, знаења да дадат свој придонес кон што значи ново во стопанството, во културата и така натаму. Јас се сеќавам како студент не три елементи на некој начин ги обликуваа таа твоја како се вика тај студентски хабитус. Кога влегов во факултетот, од левата страна постојано имаше РП весници студентски збор. Потоа студентската менза, студентските игранки, местата кај што се свиреа овие правеа, имаш социјален, пред се и културен, бидејќи немаше студенти во некој студентските домови или да речеме оние како се вика населби, каде што ќе немаше игранка, кај што немаше диско, кај што не можеа студентите меѓусебно покрај тоа што учеа да се забавуваат. Една од многу важните работи да му сервираш на студентот нешто во кое што он треба да се препознае. Ние самите по себе зборувавме, нели, кога ќе излезеа на времето некои големите групи, кога ќе излезеа како се вика, не го прифаќаа бранот музички возрастните луѓе, него ги прифаќаа студентите. И не се трчеше по возрастните луѓе во градот да ги шишат, него се трчеше по студентите. Студентите 68-та година ја направија револуцијата. И сега ова што се случува во Белград се во раците на студентите. Зошто се индолентни и зошто се наоѓаме во една таква ситуација да не можеме да ги препознаеме студентите и тие како беше да го изгубија таа тенденција, таа желба да имат статус на студент. Значи, не е мала работата статус на студент. Се сеќавам во моје време имаше на телевизиска емисија студенти се викаше и почнуваше со Гаудеамус и Гитур со како се вика таа студентската химна. И ние дома се врзувавме. Тоа беше на некој начин таква една ситуација која наш сите не тераше да пораснеме пред време. Бидејќи тај студентски статус беше многу инспиративен, многу екзотичен, многу интересен. Ти сметавме дека авангардата е кај нив. Се она што е ново е кај студентите. Дури оне се што ќе закача на реверот. На времето бе. Дистрибутери беа тие идеите на музика, на модата. Каде се нашите дистрибутери, пошто подкастот е заштип, каде се нашите дистрибутери? Ние не можеме, се извинувам, не можеме да имаме културни институции од бројка од 7 до 8 не знам и колку е универзитетот Гоце, а киносалите да ни се празни, театрите да ни се празни, изложбите да ни се празни. Каде е пасивноста? Јас не можам да откријам. Се уште сум вореден професор на универзитетот и предавам драматургија, ама во секој случај на сите колегите кои ќе ми кажат, ама вие зашто ставате така високи оценки на студентите? Зашто? Затоа што се препознава во нив. Значи, не треба студентите да се препознаат во професорот. Треба професор да се препознае во студентите. Кога ќе се препознаеш во нив, тогаш комуникацијата, имаш линк, не скршлив. Тогаш беше почнуваш меѓу себе да си делат идеи. Ја во нит интеракцијата е суштинска работа, императив. Ја никогаш што студентите не барам да одговарат на прашања, него јас да одговарам на прашања пред студентите. Кога ќе се најдеш во ситуација да одговараш на прашања што студентите премолчено ти ги поставуваат, тоа веќе ти се препознаваш во нив и знаеш што ти ја барат во дадената ситуација и како кон нив. Единствената работа која што мене ми сметаше на факултетот, тоа беше дека имаше страшна раска граница помеѓу професорите и студентите. Така имаш екс-катедра некоја. И ти влечеш 3 прашања и тоа беше твојата судбина. Ме разбираш? Сега е некоја друга ситуација, но тотална спротивност од тоа време. Ние со студентите сме, како што викам во театарот, публиката треба да биде активен актант. Студентите мора да се активни за време на испитот. Да се активни за време на предавањето. Не може студентот да седе, да спие, а ти му предаваш. Не, за да биде активен треба да има подлога. Тој студент, тој треба да чита. Треба да истражува, треба да знае. Затоа што вика еден, не предавај. Јас си викам на студентите вака, бе деца, ако земете книгите од кои што јас исто ви предавам, ќе си го прочитате тоа, но јас ви предавам живот. А кој живот? Тој што сум го изживеал.
Значи 35 години во театарот. Значи тој живот не може да ви го каже некој што има 3 години во театар. Значи треба да проживее некој 35 години, да има искуство театарско, за да може да ве наведе на нешто, да ги изнесе оние клучни моменти, оние инспиративни моменти. Она што може кои се најважни. Да, она кој што може да биде ваш императив, ваша желба, ваш мотив да се најдете таму. И од тие причини ќе викам, сите прво што треба да направите, да имате огромна библиотека дома. Самата библиотека, како што вика, кажи ми што читаш, за да знам со каков човек зборувам. Кажете ми вие што читате, за да знаме каде да се сретнеме. Ако вие не читате ништо, а сте тука и ја читате само мојата книга, значи треба да се стрекавам секој со себе. Нели? Треба да се стрекавам со нешто што не го знам. Треба да се стрекавам со нешто што представува за мене мотив да можам да продолжам напред. Тоа е една ситуација која што професорите мора да се ја носат со себе. Тоа е едната, извини, но еве ќе се разговарајќи сега ете онака идејата на Мики, она кај се нели студентите. Може би една од причините тоа што Штип нема еден студентски бајде град да го кажеме. Затоа што еве сите имавме пријатели кога бевме во Скопје, буквално бевме како во војска месец, 2-3 бевме во Скопје, дури не сакаме се враќаме тука. Сакал Никел во Скопје, се што имаше таму ќе го посетиш. Сега, 90% од моите студенти, кога ќе завршиме ме чека таксито да си одам. Не знам, сите имаат... Мислам дека и тоа еден, кога тие студенти ќе бидат во град овде, тука, кога нема да си оди секој ден, или на секоја недела. Дали е само тоа проблем? Тој е како еден од извинувам, ама дали ние имаме, прво да ви кажам, мојата втора книга излезе во студентски збор, издавачка куќа. Ние немаме студент. Значи сега ние немаме студентска издавачка куќа, немаме студентско радио, немаме студентски театар, немаме студентски филм. Имаме студентско радио, но студентите не може нема. Ги молев да прават емисии. Каде ќе артикулирате? Он нема стејдж. Каде ќе артикулирате? Грешка си, не веднаш ќе те коригирам. Стејџот беше овде. Кај што сме сега има прекрасен стејдж. Не сакаа да го користат. Ги молев да дојдат. Чекај, не. Треба да ги мотивираш, не да ги молиш. И беа мотивирани, и то максимално беа мотивирани. Ако си беше сега види, значи никога не забранува на студентите да дојдат на театар, да дојдат на угода, или да кажете сакам да дојдам да имам радио емисија. Сите зборевме ние, ова е жива вистина. Јас често го посетувам киното во Штип. Ние во Штип се утебаме кога кино, верувајте дека секоја вечер кино салонот е празен. Жален. Само да во Софија студиравме, имаше студентски толку зборува во театар. Имаше студентски театар во Софија, така. Имаше, нормално. И тај студентски театар споредуваме две неспоредливи нешта. Нема студентски театар. Јас го молев кај нас да отвориме студентски театар на споредуваме две неспоредливи нешта, но сакав да ти кажа, секогаш првите студенти на првиот час кога бев со студентите, првото нешто кој им кажав, доколку некој од вас сака да има радио емисија, да има подкаст, кажете ми, ќе го имате. Ниту еден. Ајде да се мотивира. Кога нема тоа, што треба да направиме за да го има повторно? Не можеме да го испуштиме тоа. Да кажем, значи не, тоа ни било во наши раце и сега ние натаму едноставно се ослободуваме од неа без никаква грижа. Мора да значи нешто тоа, зошто студент, пази, не случајно Фройд рекол, значи секоја последица мора да има своја причина. Значи ова е последица, каде е причината? Која е причината? Овеќе ствојни си ги зборив, значи, сега што зборим се е тоа причина. Најдеме ние причината. Дали екс-катедрата на професорите, дали тимирате некој? Професорите со студентите треба да се другари. Треба да се заедно. Знаеш, имаше една многу интересна ситуација, студенти и професорот лекар. И половината од тие студенти се плашат и нели, кога ќе влезат во некоја, например, да речеме, програм кој треба некое решение да донесат, некаде некој со страв. И они викаат тачно, ја ги сакам тие што се плашат. Ја не ги сакам тие што не се плашат. Ја ги сакам бидејќи тоа е одговорност. Тоа веќе треба да знае зашто е тука и која е. Значи, ако студентите доаѓаат и не ми е страф од испитот, и не ми е страф од тоа што ќе го кажат, и не се срамат од тоа што ќе го кажат, значи тука веќе не се зборува за студенти. Испитот е едно, збореме како други проблеми, тоа со образование, збореме за студентите и културата. Каде се студентите во културното живење? Значи ние имаме, сите имаат придобивки, значи во општествениот сектор, бизнис секторот во општина Штип, сите имаат придобивки од
универзитетот културата нема никаква придобивка или минимална. Каде веројатно е во нас проблемот, да видиме каде е проблемот. Веројатно во сите културни институции универзитетот имат проблем, затоа што имат многу е просто како тетовско гравче. 8000 студенти, воопшто ги немаме потенцијални наши клиенти, но ние ги немаме во нашите. Значи имаме проблем. Треба да видиме каде е, дали да го вратиме студентскиот театар, дали да ги отвориме вратите на културата за да стажираат, да прават, да изработуваат костими. И очигледно има проблем. Некаде каде што е настанат и треба да се реши. Не се мотивират. Зошто самите, значи можеби не се задоволни од културната понуда. Можеби и тоа е во прашање. Можеби студентите сакат по-авангардна културна содржина, да речеме. Ние треба да ја понудиме. Еве јас како што на тој проблесок на универзитетот пред 7 години кога се организираше овде студентскиот театар и филмови, навистина салите беа полни. Но еве можеби тоа е проблем. Можеби сакаат друг вид на културна содржина. Ајде да ја понудиме. Ајде да организираме. Вчера имавме промоција на книга. Промовиравме книга на еден професор од факултетот на, како се вика, од Скопје, од филолошкиот факултет. Ние еден од професорите тука у Штип не дојде. Не знам каде е. А па замисли професори, студентите. Тој е нивни колега. И ја му викам, добро бе, колега, ти не ти дојде од професорите. Трајче, ги знаеш. Значи, ги знам. Чекай сега, не, како не ги е срам? Како не се срамат? Кога правев 100 години од Блаже Кониски, еден не дојде. Седев сам, цел сат, чекав, ај може би ке дојде некој ке дојде. Па ние имаме факултет, ние имаме средни школи, ние имаме професори по книжевно. Па како сакаш тогаш студентите се криви? Не се криви студентите. Може би еден од проблемите и тоа. Значи, криви се магистрите. Тие шо магистра, тие тај шо треба шо им предава, тај шо ги вовлекува во проблемите. Водичи да ги воведат во културата, не знам, може би, еве јас случајно сега во Битев, во Белград, таму е неверојатно организиран културски, тоа се дискусија, дебата на која што ќе дојдат студенти и да кажат, извините, не се согласуваме со ваков репертоар, сакаме ваков репертоар. Јас правев на времето. И кога дојдоа студентите, дојдоа полицајци, дојдоа инженери, дојдоа судии, стварно дојдоа и викат, се слагате ли со тај репертоар? Не, тоа не е нашиот репертоар. Ние сме народен театар, ние му припагаме на народот, ние сакаме таква култура, како што ќе одиле до 900-та година, кога ќе биде свртена кон народот, за да можеме да биде наша, да се осеќаме, како се вика, нешто кое што само по себе произлегува и од нас. Даваме свој прилог. Кога сме ги викнали студенти? Кога сме отишли ние на час по... Кога не викнали, значи, со толку детски представи за творби за деца, преведени на турски, преведени на украински, преведени на бугарски. Еден од професорите тука не ме викнал пред студентите да разговараме за литературата. Вие ми викат, даваме тука на ова, како се вика, на семинарски, за семинар, на ова. Немаш контакти со нив. Немаш контакти, тие никош не дошле. Замисли ги, јас ги молам, дојдете утре, ќе имаме промоција толку години од смртта на или од регењето на Славко Јаневски. Не, кој е Славко Јаневски? Кој е Јацо Шопов? Тројцата еве да дадеме некаква иницијатива, да дадеме иницијатива да бидеме чисти самите професорите, тие кои што ги наведуваат кои што треба. Студентите воопшто не се виновни. Воопшто не се виновни. Не би рекол дека и студентите баш не се виновни. Сите заедно, треба да видат кај е проблемот. Одговорноста е... Не ги навредувам. Не, збореме... Тоа е маса која што треба да... Трајче збореме за студенти, не збореме за осмоделенци. Така, за возрастни Тие студенти дошле од осмоделение, од таму се влече коренот. Од таму влече проблемот. Може би, ние треба да бидеме овде кои ќе ги да ги анимираме и да им го овозможиме тоа што тие го сакат. А не ние да бидеме тие што ќе бидеме ветер во нивните едра. Ќе влезат студентите кај мене на предавање, цело време изборувам дека треба да влезат, како што влегувате тука, уште со по-лексен чекор треба да влегувате во книжарите. Ве молам, дечки, ако еден автомеханичар има алат кој што се однесува до чекан, до вадон, вашиот алат се книгите. Имате ли алат? Не случајно народот рекол без за алата нема заната. Имате ли библиотека дома? Најмалку 1000 книги треба да има вашата библиотека. Вашата фонотека, вашите филмови. Еве да ве прашам, кој е вашиот режисер филмски? Кој е вашиот актер од филмовите? Без разлика. А па да не зборам,
кои се актери во Македонија. Еден нема да каже. И сите ќе ти кажат некој кој што цело време излегува и вицови кажува на телевизија. Еден нема да кажат. Значи кој е овде виновен? Виновни сме ние што немаме агресивна пропаганда, што не ги напаѓаме од сите страни. Културата е тоа. Тие се веќе нападнати од социјалните мрежи и медиуми. Веќе тој напад. Значи, ние сме дефетисти. Тоа не значи дека ние треба да се откажеме, да. Значи ние мораме да понудиме, ќе направиме еден обид, да бидеме чисти и пред себе си, и пред студентите, дека ете веќе се обидовме. Вчера беа тоа студенти тука ти што кој седевме горе, тоа се моите студенти, не што викаше ти некој биле од партијата, не бе. Снимале со Јани мои истражувања. Значи не дојдоа на маса. Во универзитетите по Европа, еве и во Загреб сега го отворив, театарската форма на образование во педагошкиот факултет и како е застапена преку театар. Мислам, а овде некако како, знаеш, тие се идни учители, треба преку театарска форма да ги предават. А иднината во образованието е уметноста. Само преку такви форми, не преку теоретски се доведува, преку диалечки форми се и тоа е многу застапено, тоа е неверојатно. Овде некако стагнира. Можеби треба да се направи широка дебата каде што од една страна студентите и професорите и целиот културен сектор да биде тоа организирана, да видиме каде и конечно после толку време да се одглави машината и да почне да работи. Грота е да имаме толков број на студенти, возрастни интелектуалци да не бидат дел од нашите живење. Еден студент да нема што да ти каже, забелешка да ти даде. Само во таков случај, ако влезе студентот и ми даде забелешка на моето предавање, на моето знаење, тоа е вредноста, тоа се студенти. А не влезе и само чека да му заврши часот да се оде. Без забелешка, ама апсолутно не го интересира. И јас тука сакам да ги видам, дечки, ајде да разговараме. Која е ваша тема? Ајде, која е ваша тема имаме материја? Тоа е нашата материја. У таа целата материја каде се препознавате вие? Во светската литература, во која фаза, во која изум се препознават? Како од авторите? Што е тоа што тамо вас ве влее, може например да ве отслика, вашиот темперамент, вашата перцепција на стварност? Нема. Уште да каже, професоре, вие слабо ни предавате, ние апсолутно не тоа е за нас како екс катедра, многу сувопарно, така да нема некои примери. Од овде да покренеме една иницијатива еве тројцата. Да, да се направи. Дадите еве ке некоја идеја да почнеме и да видиме како. Еве мојата идеја. Секој професор треба да се доведе во ситуација да се препознава во своите студенти. Во моментот кога ќе каже дека тој е подготвен и веќе се препознава во своите студенти, тоа е на вистинскиот пат и неговата, како се вика, работа ќе има ефект и функција целесходност. Ете тоа е целата ситуација. Доколку стои екс катедра и прави резка граница меѓу него настрана од екс катедрата, збориме за анимирањето надвор од факултетските згради. Надворот. Јас би бил најсреќен кога на следната изведба на нашата театарска представа студентите купат карта по студентски попуст со половин сала да биде студент. Тогаш би бил најсреќен човек на светот. Се надевам дека постои таква можност, затоа што веќе во сите градови тоа функционира. Ние Бугари имаме лични карти. Лични не студентски, лични карти како студент. Еве, после оваа емисија се направи дебата и една карта да се купи е веќе одглавување, затоа што ние постоиме, универзитетот постои толку време, замислете, законот е во сила 10 години, ниедна карта не е купена на тој начин. Поразителен факт. Скоро имаше и, кажав и на почетокот на емисијата, дека УГД правеа анкета во Штип, замислете, имаше одговори на студенти на Универзитетот Гоце Делчев, каде што не знаеа дека во Штип постои театар. Кога гледав тој интервју, тоа беше поразително, дори солзи ми дојде, ова колку и да иззвучи патетично, кога студент го праша нашите новинари од УГД, дали знаете дека во Штип постои, таа рече не сум ни чула дека во Штип постои театар. И се прашав каде е кривицата, кај нас, не знам каде е. Замисли факултетот да има книжарница. Каде е книжарата на факултетот? Имаме едно само книжарница. Книжарница кај што продавате белетристика, осте само не стручни. Значи, еве, јас му реков овој, викам, гледај сега, имате студенти на општествените науки сега, меѓу другото треба филозофски книги, кај ќе најде?
Ти му зборуваш за Кантон, не можеш да најдеш. А при тоа имаме музичка академија, при тоа имаме ликовна академија, при тоа имаме филмска академија. Кажете ми филм на студентот Камо фонотека. Да го знаеш видиме дека јас кога полагав историја на музиката, на мене ми требаше како се вика фонотека, да можам да ги слушнам. Кај се еве студенти на пример да ги видиш во кеот на нотиња како се цртаат. Кажете ми, филмовите што ги снимаат, дали ги имаме видено ние од Филмска академија? Каде се филмовите што ги снимаат студентите? Студентските филмови каде се? Еве го имаме сабата. Ова тема на вистина, мислам дека ќе има и продолжение ова тема бидејќи начна многу треба сега ова со индексите да излезат вака прашање отколку имаме индекси, немаме живот. Тоа е. Немаме работа, немаме живот, имаме индекси. Што ќе ни се? Никако нивниот индекс е во нашата културна институција како неважечки, да, а тоа е пат и треба да се Кој од факултет, од професорите после завршувањето на тоа се јавил на во некоја институција, во некоја организација да каже тоа е добар студент, ве молам запослете го? Не. Ке се јават партиските, а не професорите. Не се интересира. Друга, тоа едно со друго се тоа се системно поврзани садови. Ете, се надевам дека поттикнавме многу прашање со ова тема, од еден обичен разговор отворивме толку многу полиња за каде што можеме и да размислуваме и да работиме ние како и педагози или секој во своите струки. Ова навистините, пак ќе кажам, некако природно ми наметна веќе и од наредните емисии повторно да се занимаваме со ова, да ги анимираме студентите, да допреме до нив и се надевам, сигурен сум дека ќе изроди од овој разговор нешто, ако сме успеале во тоа уште подобро, но останува еве бидејќи времето не прегази, веќе во наредната емисија повторно ќе начнеме нешто од ова, бидејќи навистина е интригантна и многу интересна тема. Се гледаме за кратко.